Слушам најпрвим барањата на лицата. Вчера дури остварив средба со господин Зоран Мијалков, кој што дојде во нивно име, ми достави некои барања, во текот по имейл ми ги достави барањата, и јас му кажав дека како прв човек на министерството имаат подадена рака од мене. Барањата, оние кои што првично ги видов, значи, во делот на законските измени, како министер им ветувам дека ќе ги разгледаме и најголем дел од барањата кои што однесуваат на работа на Министерството на труд и социјална политика се прифатливи. Во делот на условите им кажав дека нивното здружение може да го вклучи во регистарот на кој што го води Министерството на труд и социјална политика и заеднички да изнајдеме можности за отварање на нови дневни центри низ Републиката, не само во Скопје, туку ни цела Република Македонија, кои што ќе функционираат за да бидат најпрви самодржливи. Не да се чека само државата, туку неговите идеи на господинот Мијалков навистина ми се допадна и верувам дека во наредниот период, значи во наредниот месец дена, ќе најдеме заеднички можности за остварување прво на заедничка средба со представниците на здруженијето, бидејќи сепак едно лице, друго, повеќе лица од нивното здружение, за да едноставно да видиме кои се приоритетите. Во делот на законските измени реков дека тоа веднаш, иако собранието не функционира, меѓутоа ние како министерство ќе ги поминеме на влада сите тие измени, ќе чекаме само собранието да се формира за да поминат тие законски измени, но во делот на условите кои што се барат, во делот на зголемување на посебниот додаток, можам слободно да истакнам дека во моментот не можеме тоа да го предвидиме согласно неможноста од собранието, меѓутоа како министерство и како прв човек ветувам дека ќе го разгледаме барањето и ќе го доставиме нивното барање до влада за да владата одлучи што и како понатамо. Но кажувам, во изминатиот период, барем оваа влада обрна посебно внимание во дел на зголемувањето на додатоците кои што се за овие лица, од 3.000 денари во 2006 до 6.000 денари кои што примаат денес, но исто така и постојано водиме грижа во делот на зголемување на посебниот додаток. Така сега например ќе се зголеми за 25%, така да верувајте дека изголемувањето на бројот на субвенционирани придонеси кон овие лица зборува дека например во 2008 сме имале 6-7 субвенционирани давачки, сега например имаме додатоци за мобилност, додаток за слепило, додаток за глувост, така да во пресред излегуваме на нивните барања и ќе излеземе постојано во пресред. Министре, зашто министерството престана да се грижи за луѓето кои останаа без своји домови во поплавите во август 2016 година? Најпрвин, јас и неколку пати истакнав тоа. Најголем дел од лицата, уште во 10-ти месец имаат примено, значи, обештетување. Од 10-ти месец до сега, екипите пред недела дена две излегоа на терен и покажа дека голем дел од семејствата ги исполниле условите, имаат услови за заселување. Може да ни се случи да го имаме истиот случај од 2005 кој што и ден денес ни се тука. Затоа министерството реши едноставно тие пари подобро да ги искористиме за други намени, како например за помош на лицата, отколку например да плаќаме во Сенич или во Партени Зографски. Лицата, оние кои што нема значи денес екипите се на труд и социјална политика се повторно таму, оние кои што на вистина имаат потреба од сместување ќе бидат сместени во 25 мај. Каде е тоа? 25 мај домот, нашиот дом. Во Скопје, да. А за колку семејства се работи? За 3-4 семејства се работи само. Значи во најголем дел тие имаат услови за живот. Господин Ибрахими, дали прв пат ги слушате барањата на господин? Да, јас прв пат ги слушам барањата. Министерството не е запознаено со ништо? Нивните барања во прв пат во пишана форма, барем кај мене, се дојдени во прв пат во пишана форма и јас му кажав на господинот Мијалков дека се она што го побараа, дека ќе биде разгледано и во најголем дел условите се прифатливи за нас. Значи треба да останат они тука дека не се формира влада, така? Ако смета дека така, во ред. Меѓутоа јас им кажувам дека има, значи како прв човек на министерството, дека во најголем дел од барањата ќе бидат исполнети. Подготвени законските промени веднаш да поминат. Овие барања за законски промени се одлани уште пред изборите. Зошто до сега не поминаа? Мене, значи јас како прв човек на министерството можам да кажам дека јас прв пат ги гледам тие промени и можам да ветам дека како прв човек на министерството дека ќе ги предложам тие законски промени.
А може ли јас да прашам нешто, да го прашам министерот? Имаше Затоа што секој ден ги има поведоци, и по социјални мрежи секаде. Јас ќе кажам дека како прв човек на министерството сега прв пат се ми доаѓа барање, официјално барање од здружение, од нивното здружение за да што треба да се превземе. И можам да ветам дека тоа ќе биде реализирано. Господин министре, сакам да прашам јавно. Повелете. Зошто да зима ова дете 3.000 и 7.000, 10.000 денари, ние да умираме дома со сопругата? Нели е попаметно тие пари сите да се направи една голема институција како што ги има во Германија, во другите земји, со лекари, со учители, со сите таквото. Значи, вие ни давате пари со 1000 денара, не лажете, а ние умираме дома со жената и со децата. Со 1000 денари не, сигурно земате И 10 дека се, и 20. Во ред, ве разбирам. Значи, И 20 нека се. Кој може да издржи со 20.000, дали ќе ги откаже тие пари или да не правите вистинска институција, а не само формално и ја лажате Европа дека имало институции. И го кажав случајот овде, на два пати одам во Германија, два пати ја лажете дека имало институција, барам од Министерството за труд и социјала 2 години одговор не ми дават, барам од Министерството за труд и социјала ризички одговори дека не стојало во законот дека требало специјално возила за ова. Дете не стојало. Во Скопје тужат за дискриминација има 3 возила, во Штип нема. Судот не одговара на тоа, во законот не стојало дека требало специјално возило. Луѓе во Европа ќе го даваме. Вака сега. А зборуваме дека имаме независно судство, дека имаме се ова или она. Јас не би коментирал во делот на независно И судство. тоа ќе те докажат се со судски одлуки. А судските одлуки не ги коментирам. Како министер не сум должен да ги коментирам судските одлуки. Значи судски одлуки се донесуваат пред народот. Не. Сега тоа е ваше мислење, меѓутоа сум бил така е. заменик министер за правда и не би ги коментирал судските одлуки. Тоа е прва работа. Светски тренд е деинституционализација. Ајде да кажеме и ние нешто. Да, деинституционализација е светски тренд. Така да и министерството Една институција се затвора за сите. И Ајде ние да Источна Македонија или Скопје и тука се приберат. Сите деца се приберат. Нас утре ќе не нема. А со 10-11 илјади динара ништо не правиме ние. Господине, дозволимо на Ајде министерот барања, еве ги барањата. Деца кому први би бие да Значи, они се вака. Дебатата може да биде долга, нели, Да. бесконечна. Ова се барањата кои што се поднесени ден пред молкот. Значи, преди самите избори, до сите политички партии кои што учествува и до сите министерства кои што се инволвирани во оваа приказна. Значи, има 2 групи на барања кои што се во принцип граѓанска иницијатива, кои што на повеќе здруженија. Барања кои што бараме да се исполнат во рок од 6 месеци, затоа што е возможно, и барања кои што бараме да се исполнат во период од 3 години, бидејќи исто е возможно. Голем дел од овие барања немаат никакви финансиски импликации, него се само коригирање на играта на зборови, која што негативно се одразува на состојбите на нашите деца и на состојбите на семејствата. Јас би истакнал дека се надевам дека се исти барањата кои што ми ги достави тоа. Јас кажав дека се за министерството најголем дел барањата се прифатливи. И уште едно прашање. Повелете. Дали знаете која е потребата од дневни центри? Поготово сега кога се во пораст. Во моментот имаме 29 дневни центри низ Македонија. Во Скопје колку дневни центри има? Дали во Македонија постои дневен центар за лица со Даунов синдром? Не постои. Не Јас постои, ќе ви да. кажам дека не постои. Значи, во денешно време да не постои дневен центар за Даунов синдром, нели е срамота? Јас кажав дека ќе отвориме 4-5 регионални центри кои ќе бидат сеопфатни, значи буквално низ цела Македонија. Потреба од овој град со толку голем број на жители, потреба е да има дневни центри за одредени категории на посебни потреби, затоа што голем е број на деца со посебни потреби. Немаме каде да ги оставиме децата. Социјални случаеви сме ради државата, затоа што немаме каде да ги згрижиме децата. Одат во редовно училиште 4-5 сати. Што после тоа? Каде? На улица? Самохрани родители имаме. Никој. Каде се социјалните работници? Има армија? Каде се? Никој не е дошол да види како живееме ние. Кажете, еве, колку родители сме, еден родител нека каже дали дошол социјален работник да види како живее тоа дете. Не ние родителите, децата како живеат. Значи, тотална негрижа. Добро, јас значи ќе оствариме средба наредната недела, така да ќе разговараме за сите проблеми. Ќе разговараме, следниот 20 ќе кажеме што сме изразговарали. Во ред, нема проблем. Значи исто да кажеме дека министерот понуди кога ќе се заврши сето ова, значи ако имаат желба и останатите двојца министри од образование и здравство, заедно со него, значи да седнеме сите заедно
за да склучиме партнерски однос со нас. Они се наши. Ние сме нивни. Значи, се надевам дека и другите министри како него ќе дојдат